Дали е подобро да се живее во градска средина или насело? Кои се предностите и недостатоците на таквиот начин на живот? Прашање кое што честопати си го поставуваат голем број граѓани. Телевизија Плюс деновиве го посети селото Пчиња, кое што се наоѓа на 8 километри од центарот на Куманово. На прв поглед селото е толку близу до градот, но доколку прошетате низ Пчиња, прво ги забележувате недостатоците, а дури потоа убавините на селото. Ова го потврдуваат и дел од жителите на Пчиња. И не само Пчиња, истото се однесува и на останатите рурални средини во Кумановско. Најголемиот дел од овие подрачја се оптоварени со проблеми врзани со патна инфраструктура, недостиг на вода и на здравствени и образовни институции, па се до пристап до интернет. За среќа, во Пчиња училиште има, но секоја година се помал број на ученици, заради, како што велат жителите, иселувањето на младите од екзистенцијални причини, бидејќи во ова село жителите претежно се занимаваат со земјоделство и сточарство. Во Пчиња веќе неколку години нема лекар, па жителите дури и за најмала здравствена услуга мора да патуваат до градот, што дополнително им создава финансиски трошоци, вели Драган Краљевски, кој што по струка е геолошки техничар, но невработен. Јас сум роден тука. Како е да се живее во село, знае се како е да се живее, да не се кажува. Нема тука индустријата како давно. Исто и така, јас сум геолошки техничар, работев во геолошки завод, пропадна фирмата, се вратив тука, немаме ни земја, отидов таму во Скопје, работев таму како градежништво, иначе после се радвалев малку. Во селото Пчиња има само пошта, продавници, една таму преку река, една тука. Две продавници има, а има во поише. Амбуланта? Амбуланта нема. Колку години немате амбуланта овде? Одамна нема. Доктор Шлемановски кога ја затвори, приватна што беше, пред тоа што е имало не знам. Тоа многу одамна зграда има како зграда, ама доктор нема. Значи за се што ви треба мора да одите во? Сега во Куманово. Има редовна линија, има, ама некогаш кога е зимно време, значи и тие знаат во 5 часот сабајле, укинат, нема патници, па не ни се исплати, после од 6 почињат. А има у 6, има првото од 6, па после у 7, 9,5, 11,5, 3,15, 5 и сега има и у 7,5 летно време. Така, уште едно прашање, знам дека на времето имавте проблеми со загаден воздух, со непријатна миризба од депонијата Краста, како е последниве 2-3 години? Малку е почистена за разлика од претходно, како е сега? Се чувствува ли миризба? Миризба секогаш се чувствува. Кога дувне ветер, тоа се секогаш се чувствува, тоа не може ни да се од депонијата, знаете вие депонија што е, да не објаснуваме, али малку од малку, кога во градија и кога не се толку пали, а тога порано се палеше многу, а сега не се толку пали, има некој ред, ама пак миризба има. И соседот Добре Велковски се согласува дека недостигот на вода и здравствените услуги се едни од најгорливите проблеми со кои што се соочуваат жителите на Пчиња. Не може да имамо канал, доле што вадеамо бачи, што вадеамо пипери, гравави, се едно друго мамрузе, ја пченка, што садеамо канал, имаше канал. И тој канал бутна, брану како убутнава. Од так, бунари има воду те пред завадење, и дворче да не бајш. Како убутнава брану, никому ништо, нема вода, кој ден се тоне надоле, вода и готово. Нема лекар во селото, Како не е лекар, нема уопште дој. Колку години? Па колку е, 30 години нема лекар. Ама добро, имамо баланто направено се. И сега за секоја потреба одите во центар? Околу центар Куманово. А се сме малето и да доктор да прегледа и вакцину да прегледа. Зело инекции и даде докторот да препише инекција. Имаш 3, 4 или 5. Секој ден ќе плаќаш коме по 100 денара, 50 на аму, ако немаш свој превоз, 100 денара да удариш вакцину. Куде да го одбориш вакцину, да седеш, да што? Врчина ви нема, ова е катастрофа. Има ли редовна автобуска линија со комбиња или како се наоѓате за превоз? Има, тој што с комбето иде. За овој кад беше корону, денеска 2 или 3 пати ќе иде доктор. А само моментално иде. Па колку ќе иде, не. Што друго му фали на селото? Што ви на треба? село се му фали. Се му фали. Него што да правим?
Немамо кој да има. И нема кој да се жалиш како први пат. И мало 250 куќи, луѓе нешто и побегаа луѓе. Нема работа деца. Кој црно? Се иселуваат ли младите? Одат ли во Иселуваат се, да. Кој Хрватска, тие кој Словенија, тие кој куде бегав деца. Нема работа, што ќе работи. Но освен недостатоци, селото изобилува со природни и културни богатства. На 1,6 километри северно од селото Пчиња се наоѓа подобро сочувано наоѓалиште, а тоа е наоѓалиштето Градиште. Ова место датира од 14 век и се врзува за познатата воено-градителска дејност од времето на Јустинијан I. Црквата Света Богородица во селото е изградена 1869 година, а во јуни 2016 година била осветена црквата посветена на Вознесението Христово. Селска слава на селото Пчиња е Спасовден. Ова село најмногу се изградило во 20 век. Во 1895 година е изградена првата училница за воспитување на деца, во која учеле помалку од 20 ученици. Во учебната 1927-28 година е изградена училишна зграда во која се учело, а истата зграда во 1955-56 е назначена за 8-годишно училиште во селото, а денеска е подрачно училиште на основното општинско училиште Браќа Миладиновци. Името го добило по реката Пчиња, која тече низ селото.